Благодарам за присуството, почитувани представници на медиумите. Дозволете да ве известам и вас и целокупната јавност за следните чекори на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата во врска со носењето на законот за влада со кој се укинува пржинската влада. Имено кажавме повеќе пати дека сметаме дека на овој начин, кој што е целосно автократски манир на владење на оваа власт, и ова не е единствен пример, ова е само еден од примерите, оваа влада не треба и не може да се укине. Таа е единствен гарант за спроведување на фер и демократски избори. Во ситуација кога има целосна контрола на оваа власт врз судството, кога се именуваат партиски послушници за судии и за обвинители, кога премиерот без грам срам од собраниска говорница, од пресконференции, јавно со своите чувства на некој начин дели наредби на обвинителите и врши притисок врз правосудството. Во ситуација кога не се знае како, на кој начин се складираат и ќе се употребуваат или веќе сега се употребуваат податоците од системот SafeCity, ова едноставно не сме да се случи. Овој манир на владење е еднаков на манирот на владење од времето на Никола Груевски од 2006 до 2016 година. И затоа, доколку денеска овој закон помине на комисија и власта продолжи да ја тера собраниската процедура, нашата пратеничка група се повлекува од работната група за работа на изборниот закон. Овој закон за влада и укинување на пржинската влада мора власта да го повлече. Вакви автократски манири не се дозволени и нема да прифатиме. Да подсетам, тој закон беше донесен за изборите во 2016 година. Но на барање на Христијан Мицковски, законот беше вратен во 2018 година и така важеше на нивно барање и за парламентарните избори во 2020 година. Затоа, уште еднаш повторувам, власта овој закон мора го повлече. Пржинската влада, која што е единствен гарант во оваа форма, во која што сега важи законот за спроведување на фер и демократски избори, мора да остане. Во спротивно се повлекуваме од работата за изборниот закон од работната група која што се води во Министерството за правда. И благодарам. Каква врска има во какви односи со мене лично и какви се тие двојни стандарди и двојни односи едни за пред камери, едни за зад камерите? Тоа треба да објасни градоначалникот. Ние стоиме на страната на интересот на граѓаните. Има обврска градоначалникот кога станува збор за таков проект, за кој што гледаме дека зад него стојат бизнис интереси на ВМРО-ДПМН, еден од подписниците на тие договори што ќе го користат на рудникот е донатор во ВМРО-ДПМН. И тоа не е ништо чудно. Се до сега е поврзано со бизнис интересите на премиерот и на оваа владеачка гарнитура. Тоа се знае, секојдневно излегуваат информации. Нема да дозволиме здравјето на граѓаните да биде загрозено поради бизнис интересите на оваа власт. И тоа луѓето мора да го знаат. Што треба да дозволиме? Таков рудник во Кривопаланечко? Без да се прашаат граѓаните? Не, има обврска градоначалникот без разлика од која партија е. СДСМ, ВМРО-ДПМН, ДУИ, без разлика. Мора да ги праша граѓаните што мислат за еден таков проект. Не е бизнис интересот и финансискиот интерес пред здравјето на граѓаните. А посебно не е бизнис интересот на оваа корумпирана и криминална власт. И во однос на првото прашање, два одделни процеси се тоа. Значи, ние кажуваме дека согласно сегашниот закон предлагаме амандмани за законот за влада, кој што нема врска со законот за пржинска влада, кој што мора да има едно државјанство носителите на функциите во влада. И тоа е нашиот предлог закон. И дополнително даваме амандмани на предлогот кој што вчера го даде ВМРО-ДПМН, кој што не е јасно кажано во нивниот предлог. Дали тоа што тие го бараат ќе важи и за овој актуелен пратенички состав? Нашето толкување е дека не. И затоа даваме амандмани да биде јасно и точно одредено со членови, со преодни завршни одредби. Тоа што сега е поднесено од страна на пратениците на ВМРО-ДПМН за пратениците, закон за пратеници, да важи од овој актуелен пратенички состав. Ќе врши контрола на тоа дали некој има војно државјанство, да ако помине кој да е закон, кој да не важи со овој состав, за кој да не зборам или баш да помине.
кој ќе врши контролата, само ќе се бенува на дадената изјава на нотар или тоа со МВР некако, не знам. Кој ќе биде надзорот за некој лице утре да не може да стане функционер? Гледайте, тоа е работа на институциите. Нека го кажам механизмот. Кога човек ќе даде изјава под материјал на кривична одговорност, тоа е сериозна работа. Нашата поента е на политичкиот момент. Не може министри у влада да имаат резервната твоина. Не може министерка у влада да има пасош државјанство друга држава. За чии интереси работи таа министерка и уште еден министер кој ќе го крие бугарското државјанство? За чии интереси работат тие луѓе? Тоа е прашањето. А се согласувам дека треба дебата, анализа, кој сето тоа ќе го спроведе. Но тоа е после донесувањето на закон. Па добро, не ви коментирам се. Само да едно подпрашање околу вашата тема. Каков ефект очекувате да добиете со тоа што бидејќи очигледно е владачкото мнозинство дека ќе ги помине на комисија за откинување на техничката влада, веројатно денес и на седниците ќе спомени имаат мнозинство. Рековте сега само ќе напушти работната група за изборни закони. Какво влијание, каков ефект очекувате да предизвикате во ова? Гледайте, ние мора да укажеме дека и граѓаните да знаат, и тоа го комуницираме секојдневно, не само вака, на ниво, по терен, во различни општини, села, градови, да знаат граѓаните со каква власт имаат работа. Ова е автократска власт. Ова е апсолутно корумпирана автократска власт. Па секој ден го докажува тоа. Зошто не ги прифатат сугестиите? Зошто минимум не се однесуваат како што ние сме се однесувале кога тие биле во опозиција? Од што бега? И еве кое прашање произлегува од оваа тема, од ова прашање кое што вие го прашувате. Зошто не сакаат да остане техничката влада? Од што се плашат? Ние укажуваме дека имаше злоупотреби на полицијата за време на локалните избори 25 година. Со полиција пари делеа на одредени избирачки места. Ние укажуваме тоа, па гледаме како се владае. Зошто бегаат од техничката влада? Од што бегаат? Не само што сега ја оставаат па као да не важи од следниот изборен циклус, ги оневозможуваат министрите сега технички, според нивната предлог промена, да си го изберат кабинетот. Да може да бираат луѓе само од тимовите кои што се сега во министерството. Значи тие министри ќе бидат кукли. Ништо нема може да направат. Зошто се бега од контрола и од систем кој што нуди гаранција за фер и демократски избори? Тоа е прашањето. Знаеме дека изборниот закон, тоест нов изборен закон, беше дел од реформската агенда. Вашето излегување евентуално од работната група значи за еден начин, може би блокада на работата на носење на нов или на измени на постоечкиот, или евентуално кои ќе бидат вашите чекори ако работната група продолжи да работи и го донесе, дали нов или измени изборни закони. Тоа значи евентуален преход на избори или каде би се размислувањата ако ВМРО си продолжи да се тера работата. Добро, гледайте, ќе повторам јасен е ставот и пристапот. Не ми е јасен, меѓутоа има објаснување за сите овие работи што се кријат во контекст на реформската агенда. Па ниеден друг закон не е донесен. Блокатор, главен човек кој стави вето на европските преговори на земјава и на спроведување на реформската агенда е Христијан Мицкоски и никој друг. Ама никој друг. Ние дававме предлози за реформските закони, никој не одговори од Министерството на правда. И ниеден закон не се донесе. Каква реформска агенда, па тие тоа не ги интересира. Сега кога ќе снема пари у буџетот, ќе се распишат избори. И тоа е единствената причина поради која ќе се распишат предвремени избори. Дали ќе бидат до крај на годинава, дали ќе бидат следната, зошто им се брза тогаш со овој закон? Затоа што снемува пари во буџетот за нивните бизниси. Ете, тоа е суштината за се. А законот изборен не може да се донесе без нашата пратеничка група. И тоа го дозволува деловникот. Добро, убеден сме дека ќе има предвремени избори, кажувате колку и параметри тоа да скините.
би учествувале на тие избори? Да, апсолутно. Да. Апсолутно. Затоа што го слушаме гласот на народот. Зашто гледаме дека поддршката нивна паѓа, а нашата расте. Затоа што луѓето се свесни веќе дека никој веќе не може да ги лаже. Дека може премиерот да клечи, да моли за власт, да ветува дека ќе врати името, дека ќе поништи договорот со Бугарија и не знам што ќе прави. Што прави? Ништо. Вие кажете една работа што се случи за овие 2 години. Понижени работници, понижени земјоделци, понижени и украдени пензионери, за студентите ништо, од европскиот пат ништо. Вчера се формираше комисија да го пишува договорот за членство на Црна Гора во Европска унија. Внимавајте, Црна Гора. Децени беа зад нас во преговорите. Ето, тоа се случува во регионот. Едно прашање како да пашаме на овака. Дали ставивте после вчерашниот беззвучен контакт може да со Шуминовски или се обидовте да ставите да кажете да шпенате? Не. Благодарам.